Почитувани гледачи, денеска ќе посветиме малку повеќе време на менталното здравје, бидејќи токму денеска на 10 октомври се одбележува светскиот ден на менталното здравје. Знаеме колку е важно истото да го зачуваме и често пати во нашата емисија отвораме теми поврзани со менталното здравје, па ете затоа решивме малку повеќе и денеска акцент да ставиме на самиот ден и значењето на истото. Ирина Николовска, психолог, гешталт терапевт, е денеска моја соговорничка која што ќе ни каже не само за одбележувањето кај нас и во светски рамки, туку уште еднаш да не потсети колку е важно сите ние да имаме добро зачувано ментално здравје. Ирина, добро утро, ти благодарам што одвои време за нашата публика денеска. Во најавата кажав која е денешната тема, па може да започнеме со тоа колку е важно менталното здравје и колку често се зборува за благосостојбата на истото. Така. Секако дека е важно менталното здравје, сите ние знаеме почнувајќи од себе, меѓутоа еве и во самата определба што е тоа ментално здравје ни говори дека е многу тесно поврзано со нашите мисли, нашите чувства и нашето однесување. А тоа значи дека е многу тесно поврзано со нашето секојдневно функционирање, во огромна мера влијае во начинот на кој што воспоставуваме релации, на кој што решаваме проблеми, на кој што учиме и така натаму. Така. Се одбележува во светот, верувам дека се одбележува и кај нас. Дали за разлика од порано повеќе внимание и време се посветува на важноста на менталното здравје, ако порано можеби воопшто не се зборувало или луѓето занемарувале дека тоа е важна тема, сега малку е на подобра променета ситуација. Така. Значи стигмата се уште постои, меѓутоа и тоа како има значајна промена. Мислам дека се повеќе се нормализира одењето на психолог, сите ние се повеќе разбираме и се освестуваме колку овие теми се значајни. Обележјето на денот на менталното здравје е само дел од тоа, од големата слика, нели, на која што ние ја го креираме нивото на свесност во врска со оваа тема, меѓутоа може да ја видиме и во самото тоа што еве кај младите се повеќе присутно таа свесност и се повеќе се бара помош од психолог, консултации и така натаму. Кога веќе ги споменавте младите, со какви проблеми најмногу младите доаѓаат да се обратат кај вас, а со какви проблеми пак можеби малку повозрасните? И која бројка е поголема на ваши клиенти? Па најпрво младите се невробиолошки поранливи во периодот на развој во кој што се наоѓаат, за да нели се соочуваат со разноразни предизвици. Тоа не значи дека повозрасната популација се исклучени од соочување со разноразни предизвици животни исто така. Меѓутоа еве оваа можност би ја искористила да се осврнеме на еден податок кој е навистина значаен, изборува за бројка која што воопшто не е за занемарување. Неодамнешно истражување во Македонија говори за тоа дека секој трет адолесцент страда од некакви симптоми на депресија, 42% дури од младите се соочуваат со симптоми од средна до постериозна анксиозност и исто така присуство на суицидални мисли. Така што оваа бројка на вистина сериозно зборува дека и како ни се потребни не само кампањи, зборување, еве присуство во јавност. Јас ги поздравувам и често комуницираме со вас новинарите и баш ми е драго што ги отварате овие теми, меѓутоа се исто така потребни суштински системски пристапи. Така. Верувам дека и начинот на живење си има врска, социјалните мрежи, кои што исто така тука родителите треба да имаат некаква граница што ќе им се дозволи, што не на децата. Колку тие совршенства што ги гледаме на социјалните мрежи, дека на некој животот му е најубав, дека некој има најубаво тело, лице или дека живее совршено, ги поттикнува, да речам, тие деца да размислуваат дека можеби тие не се доволно добри. Ретко кој е имун на ваквото создавање на лажна слика, и возрастни и зрели луѓе, а камоли некој кој што тек гради животно искуство. Така што ние забораваме да се подсетиме дека она што се пласира медиумски, никој не ги пласира своите слабости или своите лоши моменти и така натаму, туку она што е најубавиот дел, најубавата слика. Некогаш таа знае да биде лажна, некогаш знае да биде реална, но сепак е селективна. И колку повеќе го
напоменуваме ова, и меѓу другото и во вакви разговори, дека тоа е само селекција, толку повеќе се освестуваме да гледаме така на таа проблематика. Исто така е потребно и да си применуваме одреден детокс од социјални мрежи кои што исто така помагаат во одржување на ментално здравје. Така. Повозрастните можеби се скептични, поскептични за некои работи, па така и за оваа тема. Како ете и повозрастните да дознаат или да им укажеме дека јавувањето кај психолог не е покажување на слабост, туку покажување на храброст да се реши одреден проблем. Така, ова е дел од оние митови кои што ние ги слушаме, нели, дека да се има состојба на депресија или анксиозност е слабост, кога всушност, како што спомена, обраќањето на психолог е храброст и навистина треба снага за да се тој чекор преземе. Ваквите не за џабе се користат разноразни кампањи, нели, затоа нивната главна цел е проширување на свесноста, примери од други луѓе да бидат поотворени, нормално каде што ќе забележат дека има простор за тоа, меѓутоа да бидат поотворени во однос на тоа што им се случува, дека се обратиле на психолог или па да пример да се посочи од оние кои што имале корист, за да не да се чува се за затворени врати, туку да се проширува едноставно таа корисност. Така што и да не се лажеме, да не бидеме наивни, не едноставно се рушат тие митови. Потребно е време, потребни се кампањи, потребно е јавно зборување, потребно е присуство во образованието. И на таков постепен начин се менуваат тие концепти. Ви благодарам многу, се надевам дека допревме барем до мал дел од нашите гледачи кои што можеби никогаш имале проблем, немале храброст, сега ќе се охрабрат да се обратат кај вас, кај вашите колеги, за да решат одреден проблем или пак да се советуваат ако имаат проблем со своите деца или внуци. Јас искрено се надевам дека ова исто така ќе придонесе како мал чекор во кривање на јавната свест за значењето на менталното здравје. Ви благодарам.